Вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести ВОС. Синоќа во доцните часови пукна една од главните водоводни цевки во населбата Влае. Од јавното предпријатие Водовод и канализација потврдија за дефектот и дека половина од градот Скопје има проблеми со водоснабдувањето, додека дел имаат и значително намален притисок. Од Водовод и канализација информираат дека поголем дел од градот денеска за време на работењето за отстранување на дефектот ќе биде без вода, а други делови од градот ќе имаат намален притисок. Учесниците на локалните избори ја продолжуваат својата кампања која денеска влегува во втората недела. Венко Филипче направи паралела меѓу владењето на ВМРО-ДПМН и СДСМ. Граѓаните за ВМРО-ДПМН се само бројка во некоја статистичка табела или бројка на избирачкиот список. Ветува економски бум, повисоки плати, субвенции, пензии, се расфрлаа со бројки. Без срам глумеа дека се грижливи, а всушност кроја план како да зграбат само за себе. Народот, тој сега нека се снаоѓа самиот. Се до тоа сега излеза на виделина. За година дена се виде вистинското лице на ВМРО-ДПМН. Нема економски бум, нема повисоки плати. Работниците се излажани, пензионерите се излажани, земјоделците се излажани, едноставно нема категорија на граѓани кои од нешто се задоволни. Инфлацијата урива рекорди. Храната стана луксус. Сметките за струја и парно растат. Платите се топат. Владеачката ВМРО-ДПМН пак синоќ имаше митинзи во Радовиш и Струмица, Мицковски со пораки, кон како што вели корумпираните суди и обвинители. Зборувам за малкумина нивни измекери и лакеи кои што се уште постојат и екзистираат во обвинителството и судството. А како да кажам поинаку? Кога еден случај не процесуира, еден случај не отворија, а повеќе од 80 кривични пријави чуваат длабоко во фиоките на институциите со кои раководат. И не е прашањето дали ги заслужуваат платите, туку тоа што се нафатиле да им бидат слуги на нивните политички наредбодавци. Не им е нервозата поради тоа што јавноста им бара резултати, туку поради тоа што сега ќе мора да дадат извештај за тоа како работеле и зашто од нивната работа нема резултати. Зар не е време нашата енергија, знаење и способност да ги вложиме во позитивните промени? Да ги вложиме во општина Радовиш, која ќе биде чиста, безбедна, просперитетна и праведна. Бе и дел од помалите партии и независните кандидати. Број еден приоритет ќе ни биде јавниот превоз, негово санирање и потполно давање на едно севкупно решение за скопјани, понатаму борба со загадувањето на воздухот на повеќе фронтови и крајно тоа што вашите гледачи треба да го знаат, ние нема да дозволиме било каква приватизација на предпријатијата на Скопје, напротив, планираме да ги окрупниме нивните капацитети, затоа што веќе некои против кандидати мои, тоест преку премиерот Христијан Мицковски најавија приватизација на КХС и на Дрисла. За да ја задржиме автентичноста на овој објект, предлагаме токму градскиот трговски центар да биде новиот дом на град Скопје, а пропратно ќе имаат и други содржини како што се на пример уметнички ателина за ракотворбите и за занајчиите кои што навистина им е потребен простор да го манифестираат своето дело и секако оние два дополнителни центри кои што ги предвидуваме во програмата, а тоа се иновативниот хаб за млади и секако стартап центарот. Нашето залагање ќе биде клубот Вардар да се врати на град Скопје и да се превземе од тие приватни собственици и фирми. Замислете што би се случило кога Звезда и Партизан би се зел од градот Белград, општ хаос би настанал. Така да ќе го вратиме на градот Скопје. Градот Скопје има секогаш буџет за спортски активности, има и посебен сектор таму. Така да мислам дека тоа е една одлика и една гордост на градот и треба да се врати на градот и да се стопанисува градот со клубот. Дел од програмата презентира и кандидатите за градоначалник на Чаир од Дуи и од Вреди.
Османи ветува низа проекти за подобрување на образованието, меѓутоа пак најави инфраструктурни проекти. Имате школи кои што ги немаат, како што реков, основните услови. Правиме целосно реновирање. Ќе ги вратиме спортските активности, ќе го вратиме достоинството на наставниците. Бидејќи, ако има нешто на што им должиме на граѓаните, тоа е образованието. Бидејќи све може да почека. Меѓутоа, годините на децата во возраст кога се формира све, и карактер, и навика за учење, и сите карактеристики на децата не можат веќе да се компензираат. Тука се поделени во 7 дела, 7 сектори мастер планот, почнувајќи од сообраќајот, каде што има и одлични идеи за Чаир и Скопје, па продолжувајќи со туризам, култура, историски монументи, како тие мислам да се искористат и стават во функција на зголемување на туризмот во Чаир, па продолжувајќи со младите, спортот, културата. Попладне во Битола со почеток во 18 часот се игра последниот надпревар од 9-то кол од првата фудбалска лига. Ова рунда ќе ја затворат екипите на Пелистер и Шкендија. Ова беше последната информација во овој блок вести. Следното издание во 9 часот. Пријатно.